Сертификати за грантови во износ од неповратни 185.000 денари за развивање сопствен бизнис. Денеска добија 500 невработени лица, кои успешно ги поминаа обуките од програмата самовработување. Грантовите ги доделува Министерството за труд и социјална политика, а партнер во реализацијата на обуките е Програмата на Обединетите нации за развој UNDP. Програмата самовработување се применува од 2007 година и од тогаш преку неа се отворени околу 7800 мали компании, кои почнале со еден вработен, а некои од нив се развиле во стабилни субјекти со 5 до 20 вработени. Тоа според министерот Диме Спасов е пример како со малку, но со многу труд и посветеност може да се оствари замислата за сопствен бизнис. Тој нагласи дека микро и малите компании се значаен дел од македонската економија и двигател во отворањето на нови работни места. Грантот за самовработување го реализираме неколку години и дава навистина успешни резултати. До сега над 7750 компании се формирани преку само оваа мерка. За оваа година имаме обезбедено средства во износ од 207 милиони и 800 илјади денари за финансиска поддршка за основање на 920 мали компании. Денес ја завршуваме првата фаза од мерката Грант за самовработување за 2016 година, со тоа што во текот на овој месец очекуваме да се формираат вкупно 500 мали компании со финансиска поддршка од 185.000 денари, неповратни средства за набавка на опрема и репроматеријали, финансиска поддршка од страна на владата на Република Македонија. Очекуваме во текот на оваа година преку само оваа мерка да се отворат над 1000 нови работни места, што е најважно да се помогне во реализацијата на бизнис идеите на лицата кои што во овој момент се невработени, кои што во изминатиот период поминаа квалитетна обука во соработка со UNDP. По овој прв циклус во септември ќе има и втор оваа година, кој се очекува да заврши на крајот на ноември и да се формираат уште над 400 мали компании, односно повеќе од 900 преку овој проект во 2016 година. Луиза Винтон, представник на UNDP за Македонија, изјави дека се горди што веќе 9 години се партнери на Министерството за труд и социјална политика во реализацијата на оваа програма. Ние сме особено горди што преку оваа програма успеавме да вклучиме групи кои особено наидуваат на проблеми за отпочнување на сопствени бизниси. Од 7700 мали бизниси кои што беа започнати во рамките на оваа програма, особено ни е мила што 1/3 од нив беа отпочнати од жени, а 1/3 од млади луѓе помлади од 29 години. А особено сме горди што во актуелниот циклус за отварање на работни места, односно започнување на бизниси, успеавме да вклучиме луѓе со попречености. Директорот на Агенцијата за вработување потенцираше дека 73% од над 7000 бизниси формирани во изминатите 9 години се уште функционираат, вработуваат луѓе и остваруваат приходи. 85% од вкупниот број на апликанти се уште во работен однос. Дали во собствената фирма или се вработени на друго место каде што нашле соодветно работно место, и ова искуство им помогнува да се развиваат самите себе си. Ние продолжуваме и понатака, значи ова е првиот циклус за 2016 година, вториот циклус ќе биде некаде во септември, така да за оваа година ќе имаме над 920 бизниси формирани со оваа мерка. Морам да нагласам за оние што ќе бидат избрани за кои што имаат бизниси кои се одржливи економски, бизниси кои се иновативни, дополнителните средства што се од 2000 евра ќе ги добијат некаде крајот на годината, што во ноември или во декември. Веде директорот на Централниот регистар на Република Македонија, истакна дека успешно соработуваат во проектот самовработување и дека околу 7800 бизниси за 9 години е сосема задоволителна бројка. Централниот регистар е подготвен, значи со начин и динамика утврдена во Законот за едношалтерски систем да ги регистрира сите овие субјекти. Би сакал да истакнам дека односно убедливо најголем дел од овие се субјекти основани согласно Законот за трговски друштва, односно трговци поединци и трговски друштва, додека 10 до 15 вкупно како бројка секоја година ни се појавуваат субјекти кои што се основани по други закони, односно самостојни вршители на дејност од друг тип и приватни здравствени установи и така натаму.